А ние вечерва ќе продолжиме со нашата тема во времето на големата неволја. Така барем ја насловив. Ова ќе му дојде трети дел. Видовме минатиот пат, односно минатите две саботи, дека Исус таа вечер, четвртокот спрема петокот, прво се нашол на три различни судења пред верските водачи, значи верски судења може да кажеме, пред Ана, пред Кајафа и пред Синедрионот дури два пати, значи неформално судење. И сите пати бил осуден на смртна казна, како виновен, без никакво сослушување, без воопшто да се изнесе било каков доказ. Се што било изнесено било лага, чисто лага и воопшто не било доволно за да може да биде осуден. И веднаш после тоа, Синедрионот, откако ја донел одлуката, значи смртна казна, го носат рано наутро во петокот кај Пилат. За ова зборувавме порано, пред неколку саботи, меѓутоа се надевам дека ќе опфатам некои моменти кои што можеби тогаш не беа опфатени, затоа што тогаш гледавме повеќе низ перспектива на тоа како Исус се држал и однесувал за време на овие судења. Значи сега следуваат три судења од цивилните власти, каде што тој нема да биде прогласен за виновен. Односно, и Пилат на два пати, и Ирод ќе речат, ние не наоѓаме никаква вина во овој човек. Навистина, ова само покажува дно дна, што вика, значи на кое дередже се нашла тогашната црква Божија, тогашниот Божи народ, кој што ќе го одведе во смрт, ќе го распна, не знаејќи, нели, нормално со тоа исполнувајќи на некој начин Божјата волја, но со таа злоба да го однесе својот спасител во смрт, а наспроти нив цивилните власти, римските власти тогашни, чувајќи од тука и Ирод, нели, кои што не нашле никаква вина во него. И утрото во петокот, знаете што се случува, сега ќе обрнам внимание на неколку моменти кои што верувам дека се значајни. Значи, низ однесувањето на Пилат, на Ирод, па и на свештениците, да видиме како тоа ние не би можеле да се одржиме во времето на големата неволја. Преку однесувањето Исусово видовме како можеме и како единствено можеме, а низ однесувањето на толпата, на народот, на свештениците, однесувањето на Пилат и на Ирод ќе видиме како не смееме и не можеме да се одржиме. Ако се сеќавате минатиот пат, го спомнавме оној стих во Јован 14:30, каде што Исус им вели на учениците, еве сега доаѓа кнезот на овој свет, че нема да зборувам повеќе со вас, затоа што доаѓа кнезот на овој свет, и јас, и тој нема ништо во мене. Состојба која што е потребна да се најдеме во неја, за да можеме да се одржиме во тоа време на неволи. Да немаме ништо со ѓаволот, односно и тој да нема ништо со нас, да не може да не фати на ништо, за да не сруши лесно. А сите ние имаме, како што вели тамо посланието на до евреите, грев кој што лесно не сплеткува, можеби, лоши навики за кои што нели читавме од карактер и личност, фалинки во нашиот карактер, на кој што ѓаволот многу добро ги знае, ги проучува така прецизно и тука не мава постојано, затоа што знае дека лесно може да не бутне. Значи тоа утро Синедрионот, свештениците доаѓаат и го носат Исуса пред Пилата и замислите си, не сакаат да го поминат прагот во таа судница, преторијата на Пилат. Зошто? Го носат Исуса да биде осуден, а не сакаат да стапнат воопшто таму за да не се осквернат, затоа што доаѓа Пасха. Врв на лицемерие.
нешто што мора да се сложиме дека е својствено на еден лаодикеец. Значи, тој можеби ќе пази на ситници, така прецизно, значи ќе дава и десеток, како нели фарисеите, и од ким, и од не знам што, се не, од најситното нешто, и ќе пости 2 пати ако треба седмично, и не знам што, а меѓутоа во срцето чувствува, еве да кажеме, омраза кон својот брат или сестра. То таква омраза, каква што ја чувствувале кон Исуса, која што извирала, значи, директно од ѓаволот, од зачетникот на злото. Вели, не виделе, не можеле да увидат дека Христос е вистинското пасхално јагне, дека е центарот на Пасхата. Главната тема за која што треба да биде Пасхата. Како што денеска, да речеме, полека, но сигурно, односно веќе на голема врата, посебно во западниот свет, централна личност за време на Божик не е Исус, туку е Дедо Мраз. Или не знам, еве, денеска водици. Се некако се прави, односно ѓаволот тоа го прави на многу перфиден начин, да го отрне вниманието од суштината. А да ги наведе верниците да се задржуваат на формалности. Значи, не увиделе дека Христос е вистинското пасхално јагне и дека поради тоа што го отфрлиле Него, не само што го отфрлиле, туку го осудиле и се спремни да го раснат, односно, читавме неколку пати, ако римјаните, римската војска не интервенирала, можеле на парчиња да го раскинат. Уште кај првосвештеникот, подоцна и кај Ирод, слично нешто ќе се случи. Значи, навистина, како верник, како адвентист, можеш да празнуваш и сабота, но ако Христос е изгубен од вид, тоаш празникот го губи вистинското значење, како што и Пасхата го изгубила вистинското значење за евреите. Затоа што го немало Исуса. Божјето јагне заклано за гревовите на светот, уште од зачетокот. Значи, врв на лицемерие, кое што мора да се отргне и не смее да постои кај нас, затоа што не време на неволи и мало време на неволи или првите искушенија поголеми ќе бидат кобни за нас. Затоа што немаме љубов во срцата. А формално сакаме да покажеме пред луѓето дека ете сме некои верници. Сега доаѓаат кај Пилат. Пилат е осведочен, како што видовме минатиот пат, од самата негова појава. Замислете, рано го разбудиле, човекот бил познат по тоа дека многу брзо донесувал пресуди, кој знае колкумина фрлил во затвор или во смрт, но кај Исуса забележал нешто поинакво. И да биде тоа дно подлабоко, кога зборуваме за свештениците и за толпата која што го довеле Исуса, тие очекувале да овој несигурен, односно нестабилен човек, како Пилат, брзо донесе брза одлука во нивна корист. Како што тоа често пати го правил, и не очекувале и не посекувале никакво сослушување. Замислете. Замислете ја состојбата на човек кој што се декларира дека е дел од Божјата црква, а сака да суди, да осуди некого без никакво сослушување, без разгледување на фактите. Кога нели Библијата многу јасно вели, 2-3 сведоци да се сослушаат, минатиот пат видовме нели кои пропусти ги направиле. Зошто целиот тој процес го брзале? Неверојатно, ова како христијани не смееме да си го дозволиме. Мислам, не смееме да си дозволиме да судиме некакога, камоли па да тоа го направиме онака. Без воопшто да ни интересира што и како било. Тоа го правеле евреите.
И дури велеле, кога членовите на Синедрионот, значи Врховниот нивен суд, народните прваци доведуваат човек за кого смета дека заслужува смрт, зарем е потребно да прашаш, му се обраќаат на Пилат за обвинувањата против него. Нема потреба ни да прашаш, штом ние сме го довеле, штом нашата пресуда значи смртна казна, тоа што ти само треба да ја потврдиш и да ја извршите, вие како власт, римјаните. Значи, очигледно се сметале за премногу паметни, премногу сигурни во своите судови и проценки. Што исто така укажува на нивното духовно слепило. Еве денеска стана збор за духовното слепило на Лаодикеја. Но кога Пилат побарал сослушување, затоа што увидел дека се има работа со несекојдневен случај, тие се збуниле, се збркале. Виделе дека своето лицемерство мора уште повешто да го скријат. Сега, како сето тоа да го изведат? Не смеат да дозволат да се види дека Христос е уопсен од верски причини. Затоа што Пилат ќе одмавне само со рака ќе рече, тоа не е моја работа, тоа вие правите што ќе правите. Иако тие нели самите не можеле да екзекутираат било кого. Но верските причини не биле доволни. Значи морало да има следи понатаму цветот вели, кога би било изнесено ова како причина, нивните обвинувања кај Пилата не би имале никаква важност. Мораат се да прикажат така, за да изгледа дека Исус работел против општите закони. Дека ете спрема бунт, дека е против римската власт. Тогаш може да биде казнет како политички виновник, а не само како верски виновник, односно значи казнет од верски причини. Тоа се труделе тие да го покажат пред римските власти. И тоа не успевале. Пилат бил длабоко осведочен и ако внимаваме, не сите овие судења Исус не зборува многу, вели кажавме од причините зошто. Значи не се брани воопшто сами од себе, ако имал што да каже, го кажувал за да биде осведочен на некоја душа. Или за да го одбрани Бога. Но највеќе, значи 90% можеби од сите зборови што ги кажал на сите овие 6 судења му ги упати на Пилат. Затоа што видел дека има шанси, може Светиот Дух да работи на неговото срце. И како што кажав, при самата негова појава Пилат веќе почнал да биде осведочуван. И го спомнавме тоа и минатиот пат, дека навистина чудоневидувачки звучи, не знам како кажам, воодушевувачки звучи да самата ваша појава сведочи за тоа дека сте христијани. Да не мора ништо да кажете. Тоа е веќе, значи, доведување до совршенство. Неговиот благ пристап, неговиот поглед, неговото држење. Пилат бил уверен дека е скован заговор. Пилат е свесен дека става збор за заговор, да се уништи еден невин човек кој им застанал на патот на еврејските достоинственици. И сега се обидува како да го излече, да го спаси. Кога му постави прашање дали си ти цар јудејски, вели Исус не одговорил директно на ова прашање. Знаел дека Светиот Дух се бори со Пилата, па му дал можност да го изрази своето уверување. И сега што му вели, кога Пилат поставил прашање дали си ти цар јудејски. Го кажуваш ли ти тоа сам од себе, му вели Исус, или пак други ти го кажале тоа за мене? Што значи ова? Што наговестил со ова Исус? Тоа значи дали ова Пилатово прашање го покренале обвинувањата на свештениците, дали заради тоа што тие обвинуваат дека тој се прави цар, или што? Или желбата да прими светлина од Христа, дали тоа е негова лична желба, да дознае, да види дали е тој цар и кој е всушност Исус. И Пилат ова го разбрал.
Пилат го разбрал Христовото навестување. Но видите сега еден исто критичен момент, кој што исто така може да биде огромна пречка и за нас самите, но посебно и за светот надвор, но сега зборуваме за нас самите. Ако ова го гаиме, ако ова го одгледуваме во нашите срца, не би можеле да обстанеме во времето на неволи. Што е тоа што го спречило Пилат да добие додатна светлина подоцна? Исус почнал да му се открива кој е и што е. Но вели се Елен Вајд, значи Пилат го разбрал Христовото навестување, Пилат разбрал во кој правец оди Исус, но во неговото срце се појавила гордост. Таа гордост. Страшен грев, како што вели тамо Давид во еден псалм. Не сакал да го признае осведочувањето што го оптоварувало. Зар сум јас евреин, ти рече? Твојот народ и поглаварите свештенички те предадува во мои раце. Што си сторил? И така златната прилика за Пилат поминала. Но Исус нема да го остави на ова. Ти му дава додатна светлина, затоа што знае, гледа дека има простор кај него се уште. Но мораме да констатираме овде дека гордоста е една голема причина да се прими осведочувањето за вистината. Да се дознае вистината, да се дознае кој е Исус. Гордоста е голема причина. Еве пак ќе спомнам Лаодикеецот. Е се, но не понизен. Значи, токму тоа, горд, само задоволен. Смета дека има се и не му фали ништо. Значи, таа прилика за Пилата поминала, но Исус не го оставил без уште поголема светлина. Иако не одговорил директно на прашањето на Пилата, јасно ја изнал својата задача. Отворено му рекол на Пилата дека тој не сака земен престол. Нели му кажува дека неговото царство не е од оваа земја, и потоа го насочува на Словото, на речта Божја, дека е таа која што има сила и моги да го преобрази срцето. Нормално ако човек дозволи. И Пилат сакал, се родила желба кај него да ја дознае вистината, но само што прашал што е вистина, и него дочекал одговорот. Значи, исто е едно многу клучно прашање. Што е вистината, или поточно, кој е вистината? Пилат ќе го добил одговорот. Ќе го добил. Но, джганот, бучавата позади него, барале од него брзо действување. Излегувајќи пред евреите, решително објавил, јас не наоѓам никаква вина кај него. Имал совест, имал доволно совест, имал желба да ја дознае вистината, но попуштал. Неговата гордост работела. Во тој час Пилат не помислил да го осуди Исуса. Знаел дека евреите го обвиниле од омраза и од предрасуди. Знаел дека нели коваат заговор. Тоа му било потполно јасно. Знаел што му е должност. Правдата барала Христос веднаш да се ослободи. Веднаш да добие ослободителна пресуда. Но Пилат се плашал од лошото настроение на народот. Ако одбие да им го предаде Исуса во раце, ќе се дигне бунт. А тој се плашал да се соочи со него. Знаете дека веќе имал проблеми. Се знаело за него во Рим. И сега уште и да се крене бунт, се плашал за својата позиција. Уште еден момент клучен, кој што исто така, на кој што треба да обрнем внимание. Позиција, пари, власт. Еве, слушнавме од Лео, како тој бил осведочен. И тргнал се настрана. Имал сосема други идеи, сосема други цели во животот, но кога човек ќе го запознае Христа, ништо друго не му е битно. Се е друго трици, како што вели Павле. Се е друго неважно, небитно. Но кај Пилата не било така. И што се случува? Успева некако да го прати кај Ирод. Мислејќи дека ете на тој начин ќе се избави. При повторното враќање назад, што рекол? Јас не наоѓам вина кај него, ама веќе го изнатепаме. И толпата, народот, гледајќи
ја таа негова колебливост, таа негова нерешителност, притиснале уште повеќе. Ова е исто клучен момент, за кој што треба да размислуваме во нашите животи. Ако ние попуштаме, ако ние правиме компромиси, пред луѓето, пред властите, пред ѓаволот, пред се е тој кој што се следи и гледа, тогаш што ќе го зголеми притисокот врз нас. Попуштајки денеска малку, утре уште малку, задутре уште толку, и ние ќе се најдеме во ситуација да нема да можеме веќе да се справиме со целиот тој товар. Затоа треба да биме цврсти и безкомпромисни. Така ќе можеме да обстанеме. Па погледнете целата историја, значи сите оние маченици, како тие се држале и како тие обстанале, како обстоеле дури и по цена на својот живот до крајот на страната на вистината. Нема попуштање, затоа што ѓаволот само тоа гледа. Значи, овде вели цитатот, кога Пилат веднаш решително би застанал, одбивајќи да го осуди човекот, за кога установил дека е невин, би го прекинал судбоносниот синџир, тој синџир кој што сите ние си го имаме на некој начин, некоја област од нашиот живот. Значи, кога би застанал цврсто, одбивајќи да го осуди Исуса, би го прекинал тој синџир, што го држал окован во грижа на совеста и во вина се додека не биде жив. И знаете дека подоцна ќе си го одземе животот заради таа грижа на совест. Кога би го спровел ова дело, она што сметал дека е право, евреите не би се осмелили да му наложуваат што да прави. Тој бил прегазен едноставно од нив. И веќе немал сила подоцна да се бори. Па знаете што направил, немајќи што веќе да прави, па му текнало на она идеја да ги изнесе Варава и Исуса, па мислил дека ете народот ќе се сожали која ќе ја види разликата меѓу нив двајцата, и кога и тоа не му успеало, си ги измил рацете, мислејќи дека на тој начин ете. Нема никаква вина кај него, си ја измил вината, мислејќи. И го предал Исуса да биде распнат. Видите како тоа попуштање до што довело во неговиот живот. Се повеќе се оглушувал на гласот на својата совест. Опасна ситуација, да се оглушувате на гласот на својата совест. Тоа води во сигурна пропаст. И еден момент кој што исто така сакам да го истакнам, Матеј 27:22, Пилат им вели, нели, кога го изнел Варава, кога го изнел Исуса и кога ги прашал кого да пушти, и тие рекле Варава пушти ни го, Варава пушти ни го, и тој им вели во Матеј 27:22, а што да правам тогаш со Исуса наречен Христос? Прашање чиј што одговор е клучен за животот на секој од нас. Што да правам со Исуса Христа? Да го тргнам настрана? Да не ми смета во мојот живот? Не да е Боже да го осудам? Не да е Боже да речам што сум се родил, зашто тој дозволил да се родам во такво семејство, да живеам таков живот, не знам, да поминам такви турбуленции, мајки проблеми во мојот живот и така натаму, и да почнете да гледате со поинакви очи. Што да правам со Исуса е клучно прашање и одговор на ова прашање е клучно за нашата судбина. Еве Пилат што направил со Исуса, не знаејќи што да прави, но ние треба да бидеме сигурни што правиме со Исуса, на кое место да го ставиме во нашиот живот, затоа што, како беа оние стихови, Јован 15:5, Исус ни порачува и ни вели, без мене не можете да направите ништо. Епа ако го тргнете настрана Исуса, значи дека вашиот живот ќе се претвори во ништо, во духовна смисла зборејќи, па и општо, вие ќе постигнете едно ништо, затоа што без Исуса не можете ништо. А во Филипјаните 4:13, Павле ќе ни каже, се можам преку Христа кој ми дава сила. Епа, вие видите каде ќе оставите Исуса и што треба да правите со Исуса. Подосна, кога Пилат ќе го праша уште Исуса, од каде си, кога го тргнал настрана, не знаејќи веќе што да прави.
Исус повеќе веќе нема одговарал ништо. Поминало неговото време. Молчал. Пилат ја презрел светлината. Копнал да го ослободи, вели Исуса, меѓутоа увидел дека тоа не може да го стори и да ја сочува својата положба и чест. И тоа го видовме како слабост кај него. Побр го избрал да жртвува еден невин живот, околку да ја изгуби својата световна моќ. Не можете ни и таму, и таму. На две столчиња. И само би сакал да... Ова беше накратко, толку ни е времето, не гази. Преку примерот на Пилат и неговите слабости да воочиме, можеби, каде ние можеме да се најдеме во тие слабости, за да навреме ги воочиме и да се справиме со нив со Божја помош, затоа што во времењата кои што да доаѓаат, ние не можеме да се одржиме како такви. Само би го спомнал на крајот Ирод. Ако, како што кажав, 90% од она што Исус го говорил за време на овие судења, го кажал пред Пилата, ако останатите 10% ги кажал пред Ана, Кајафа и пред Синедрионот, пред Ирод не кажал ништо. Немал веќе што да му каже на Ирод. Ова е состојба на кое што на никого не му ја посакувам, и највеќе Господ не посакува една ваква состојба, а тоа е состојба која ќе поминете онаа црвена линија, кога нема враќање назад. Кога сте ја презреле светлината, кога веќе не го слушате гласот на Духот Свети. Ирод се нашал во една таква ситуација, па дури се гневел. Вели тамо сестра Елен Вајд, полесно би му било да Исус го прекори, отколку вака да молчи, затоа што со тоа чинел тој дека овој не му кажува никаква почит на неговата позиција. И што вели овој цитат од Елен Вајд, со кој што и ќе превршиме? Христос можел да му каже на Ирода такви зборови, што би ги пробиле ушите на овој закоравен цар. Можел. Можел да ги исполни со страв и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближувала. Но, со своето молчење, Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината, што ја изложил најголемиот меѓу пророците, и затоа не требало да добие никаква друга вест. И внимавајте, пак ќе се задржам на овој момент. Ова мене ме загрижува многу, посебно со оглед на тоа што немам многу прилика да одам во другите адвентистички цркви, мајте имам прилика некојаш во средите со Снежи да отидеме на молитвен час во Штип, каде што исто така меѓу другото се молиме за некои од потребите, посебно за Мимица. Тука негде од прилика исто време. И оно што го забележуваме, тој ветер на либерализам. Нешто што не дека тоа и кај нас не се забележува, ама ете, како да кажам, некако, пошто не сме толку многу вмешани со другите цркви, па можеби нема толку влијание тоа врз нас, меѓутоа не сме имуни, тоа мора да кажеме, затоа што и ние живееме тука во Македонија, на оваа планета Земја, и сме заплиснати од сите тие ветришна на заблуди, разни нови учења и многу полиберално однесување во однос на тоа што било порано. И што сакам да кажам, вели овде за Ирод, значи со своето молчење Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците и затоа не требало да добие никаква друга вест. Ирод го отфрлил сведоштвото на Јован Крстител. Како пророк за тоа време, кој што требало да го подготви Божиот народ за првото Христово доаѓање. А ако ние сме тие кои што ќе ја отфрлиме веста на пророкот за наше време, чии што списи, совети имаат за цел да го подготват овој народ денеска за второто Христово доаѓање,
Тогаш, што вели овде понатаму цитатот, таквите, ако го отфрлат гласот на Божиот пророк, Господ нема никаква друга вест за нив. Дали сваќаме колку ова е сериозно? А се повеќе и повеќе се отврла Елен Вајт низините списи. Значи, кога ќе се спомне, можеби, некој одреден совет од нејзина страна, веднаш слушате разноразни филозофирања, па како тоа не е за денешно време, па како тоа е вака или онака, сосема друго време во кое што живееме, и така натаму, и така натаму. Но пак и потенцирано ќе кажам, ова е навистина страшно. Ако ние не го слушаме гласот на Божиот пророк за ова наше време, тогаш да се запрашаме, дали Господ покрај тоа има некоја друга вест за нас? И ако може би продолжиме на тој пат, не дај Боже, нели, да сме на тој пат, но ако продолжиме на тој пат, дали може би еден ден Господ ќе замолкне и веќе нема ништо што да ни порача. Страшно. Вели, небесното величество за него немало ниту еден збор. Тоа уво што секојаш било готово да ги слуша човечките неволи, како што знаеме дека е Божјето уво. Не ги слушало наредбите на Ирода. Тие очи што секојаш почивале со љубов, полна со сожалување и со проштевање на грешникот кој се кае, ниту со еден поглед не се запреле на Ирода. Тие устни што изговарале највпечатливи вистини, кои со најнежен глас на преколнување се заземале за најгрешните и за најотфрлените, биле затворени за најгорделивиот цар, кој не чувствувал потреба за спасител. Нека Господ не дозволи да се најдеме во состојбата на Ирод, но нито во она состојба во која што бил Пилат, нито мноштвото, кое што било испреплетено со демони, кога викале распни го, распни го. Затоа што ако одиме, ако го фатиме тој правец, на Ирод, на Пилат, на Джганот, на првосвещениците, тогаш сигурно ќе дојдеме до еден момент кога не само што нема да ни биде битен Исус, нема да знаеме што да правиме со него, не, доку ќе викаме дури распни го. И Елен Вајт има таков еден свој цитат кај што вели дека кога таму кај што во првиот век тогаш постоел еден кој што велел распни го, ако кога Исус би дошол во наше време ќе има стотици кои што ќе го велат истото. Нека Господ ни помогне да наш пример биде Исус и ако чекориме по неговите стапки, ако го следиме, тоаш ќе одиме по вистинскиот пат до спасението. Нека му е слава нему. Амин.